Следуваат најновите светски вести во Flash International. Останете со нас. Крим прогласи независност. Врховниот совет на Крим денеска на воредна седница усвои резолуција за независност и се обрати до Русија за прием на Република Крим во состав на Руската Федерација. Собранието на Крим исто така се обрати до Обединетите нации и до сите држави во светот да ја признаат нивната држава. За предлогот гласаа 85 пратеници од Кримското собрание. На Крим вчера беше одржан референдум за статусот на кој 97,7% избирачи гласаа за обединување со Русија. ВД председателот на Украина Олександар Турчинов поради влушувањето на политичката состојба во државата и мешањето на Русија во внатрешните работи на Украина побара деломна мобилизација во Украина, а парламентот на Украина тоа го одобри. Белгијски сепаратисти оцениле дека отцепувањето на Фландрија од Белгија ќе чини 237 милиарди евра. Еден од поранешните шефови на банката КБС, Реми Вармејрен, ги направил пресметките и ги навел во книгата Белгија невозможна мисија. Тој предлага Фландрија, односно делот на Белгија кој говори холандски јазик, да преземе 55% од буџетскиот долг на Белгија, што би се изедначило на 203 милиарди евра. Кон таа сума тој додава трансфери од по 3,6 милиарди евра годишно за социјални дејности во време трајање од 5 години кон буџетскиот белгиски регион Валонија. Потоа таа сума последователно да биде намалувана со по 10% во следните 10 години. Сепаратистите предлагаат Брисел, кој и сега поседува самостоен статус во рамките на кралството, да се конституира како град-држава. Швеѓаните сакаат да се забрани питачењето. 56% од шведските граѓани сакаат да се воведе забрана за питачење на јавни места, додека 23% сметаат дека тоа е лош предлог. Според испитувањето, спроведено од страна на Институтот Новус, и во десниот и во левиот политички блок, мнозинството е за забрана, но поддршката е сепак поголема меѓу избирачите и симпатизерите на владеачката шведско-десничарска центристичка коалиција. Сосем очекувано, пак, најсилна поддршка е присутна меѓу избирачите на шведската екстремно десничарска партија, Шведски демократи. Париз воведе пар-непар. Француските власти во борбата против високата загаденост на воздухот во Париз и парискиот регион одлучија од денеска да го забранат движењето на возилата чии регистарски таблички завршуваат со парен број. За спроведување на оваа времена мерка се задолжени околу 700 полицајци кои вршат контрола на влезовите од француската престолнина. Тие што не ја почитуваат забраната ризикуваат парична казна од 22 евра и паркирање на возилото. Српската напредна странка освои 160 пратенички места од вкупно 250 во српскиот парламент. Владеачката Српска напредна партија освои 50% од гласовите на вчерашните предвремени парламентарни избори и избојува убедлива победа, што и дава можност самостојно да управува. Според Центарот за слободни избори и демократија, СНС ќе добие 160 од вкупно 250 пратенички места. Тоа е најдобриот изборен резултат во 25-те години на демократски парламент, изјави лидерот на СНС и веројатно нов премиер Александар Вучич. Втора е Социјалистичката партија, инаку партнер на СНС во досегашната владеачка коалиција со 15% од гласовите. Ова беа најновите светски вести. Останете со нас, следуваат вестите од регионот на ТВ Стар. Довидување.